Почитуван председавач, почитуван министер, почитувани колеги, колешки пратеници. Денес на седница на Комисијата за труд и социјална политика е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за работните односи. Со законот за работните односи се уредуваат работните односи помеѓу работниците и работодавачите, и тоа е по дефиниција. Фактички се воспоставуваат тие работни односи со склучување на договор помеѓу работниците и работодавачите. Тоа е основно правило, основна дефиниција во Законот за работните односи. Што е целта на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи? Целта е да се дефинира недела како ден за неделен одмор. И во образложението кое што го добивме од Владата на Република Македонија, дека се следат современите меѓународни трендови и се јавува потреба, фактички следејќи ги тие меѓународни трендови, недела да биде дефинирано како ден за неделен одмор. Но исто така, целта како образложение се дава дека треба да се воспостави рамнотежа помеѓу професионалниот и приватниот живот на работниците, секако да се негуваат и традиционалните вредности во семејството, односно да се остави дополнителен простор на работникот за спорт, рекреација, хоби, културен, забавен живот. Тоа е сето она што е дефинирано во предлог Законот за изменување и дополнување. Но следејќи ги меѓународните трендови, јас поставувам прашање: дали сето ова ние веќе го немаме дефинирано во колективните договори? Дали пиарот е до таму отиден да ни се нуди нешто што веќе ние го имаме во колективните договори? Јас очекував, кога се зборува за современи меѓународни трендови, испитувањето во светски рамки е да може да имаме трет неработен ден, а не да се бориме за работничките права за нешто што е веќе дефинирано во колективните договори. Исто така, посебно ме заинтересира импликациите врз буџетот, кои што не се така занемарливи. 43 милиона и 100.000 денари месечно, односно 516 милиона и 600.000 денари на годишно ниво, некаде околу 8,4 милиони евра. И тоа врз основа на што? За сите оние вработени во јавниот сектор кои што ќе работат во недела. Кои права ги добива работникот? Работникот фактички добива додаток на плата за работа во недела, најмалку 50% за секој час поминат на работа, како и право на неделен одмор, односно седмичен, во наредните 7 дена да искористи. Меѓутоа, гледајќи го сето она што е дефинирано во Законот за работните односи, огромен дел од ова сега што се нуди овде, веќе го имаат работниците, освен што не е дефиниран недела како ден за работен однос. Туку е оставено на секторите сами да си определат. Исто така, доста збунувачки и ова сега што го кажа министерката, 42 гранки треба да бидат иземени од овој предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи. Се поставуваат неколку прашања. Дали со сето ова што сега овде се дискутира, нема да се даде алиби за зголемен број на отпуштање на работници? Зошто? Затоа што во време на криза ние веќе имаме една фрапантна бројка на работници кои што се испуштаат. И мимо размислувањето на дел од владата дека ќе запре тој тренд, гледаме секојдневно дека се продолжува со трендот на отпуштање на работниците. Дали ние ќе дадеме алиби за да се продолжи со тој тренд? Тоа е прво прашање. Исто така во делот на инспекцијскиот надзор, јас поставувам прашање: што правеше до сега инспекторатот? Како тоа сега ние наеднаш ќе му дадеме право на инспекторатот да затвара работни простори? До сега што правеше? Во моменти кога имаме еклатантно кршење на работничките права. Значи мораме нешто суштински да променеме, а не нешто со предлог Закон за изменување и дополнување, една класична пиар алатка, и има почеток и крај на пиар алатките. Не може ние недела сега да ја ставаме како ден за
неделен одмор и нешто што веќе го има во колективните договори. И сега ние го нудиме како дел од новото законско решение и тоа бомбастично да го представуваме. Затоа ве молам крајно предпазливо, штета, криво ми е колешката Благица, имаше прекрасно излагање и колешката Ангелинка, што не се прифати ова да одиме на јавна расправа. Немојте под флоскулата штитење на работничките права да имаме уназадување на работничките права. Ви благодарам.